разговараме со амбасадорот на Словачка во Македонија, господинот Хенрик Маркуш, кој што е гостин ова утро во годината кога се одбележуваат 30 години или 3 децении од соработката меѓу двете земји, во месецот кога се одбележува голема културна манифестација, неделата на словачкиот филм, и едноставно влюбеникот во велосипедизам кој што Македонија ја има прошарано со неговиот велосипед, ќе ја видиме и мапата во текот на разговорот. Го најавуваме уште еднаш амбасадорот на Словачка во Македонија, Хенрик Маркуш. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро свима. Да. Ке зборува господинот амбасадор на српски, јас ќе се обидам симултано да преведам. Добро утро вели на сите. 30 години соработка меѓу Македонија и Словачка. Кои моменти можете да ги издвоите од овие 3 децении кои што се најзначени во соработката меѓу двете земји? Današnji trend je ekonomska diplomacija. Znači, Slovačka i Severna Makedonija radi najviše na tome zato što danas nije diplomacija ova klasična. Во денешно време дипломатијата не е класична, туку е тенденцијата да се развива економска соработка. И јас сам погледao brojke i te brojke su pozitivne. Бројките велат дека се позитивни. И позитивne su posebno za zadnjih godina za Severnu во последните години за Македонија. Recimo, između 22. i 23. godine je porasao makedonski izvoz u Slovačku za 30%. Порасна македонскиот извоз во Словачка за 35%. I ja se nadevam da ovo je rezultat Што се надеваме дека е резултат на нашата на македонската економска дипломатија. Ваша дипломација е uspostavila економском дипломата кој е задужен за Словачку за Словачка со седиште во Варшава. Mi nemamo ovakvu prednost, ja sam ekonomski diplomat u Makedoniji i to se vidi da ako imate posebnog diplomata koji se bavi samo tom rabotom, to ima rezultat. Во февруари 2009-та, односно 1994-та, 40 март, 30 години, тогаш е подпишан и договорот практично. Каков е реалниот впечаток на представникот на Словачка во Македонија? Колку се блиски, колку се топли односите меѓу двете земји, меѓу двата народа? Наши односи се многу топли и нашите односи се многу топли и тоа потекна времето на Свети Кирил Методи. 200 година скоро ќе бити. И тај датум март 94 тој био само нови почеток. Во март 94 беше само нов формален почеток меѓу две независни држави. Рецимо 3 години. Вие тогаш бевте 3 години независна држава, не една година. Bili smo tu bliski u tom pogledu da smo počeli na neki način od početka da smo zajedno od početka истовремено скоро да градиме нови дипломатски односи. Културата е една од полињата која што ги поврзува двете земји. Недела на словачкиот филм, културни манифестации многу по овој повод. Имате соработки со кинотеката на Македонија, па ќе ни кажете нешто повеќе за ова? To je počelo sad subotu prvim filmom, včera smo imali svečano otvorenje i celu ovu nedjelu se može da se vidi slovački klasični film, što je mnogo dobro za dobra prilika da se vidi ta naša kultura tih vremena 60. godina koji su mnogo interesantne. Recimo film koji smo vidjeli včera početak je bio snimen 57. godine i to su bili još teška komunistička vremena. Posle su došli 60. godina, to je bila era Aleksandra Dubčeka, koji mislim u Makedoniji i celoj bivšoj Jugoslaviji je dosta poznato lice. To je bilo vreme kad su autori imalo više slobode. To vreme je bilo završeno 68. godine invazijom na Sovjetski Sojuz u Čehoslovačku. I tamo se vidi kritični ton prema tom režimu. Znači, iz tog pogleda je mnogo interesantan. Ima i drugi film. Тој поглед е многу интересно, тој филм. Има многу други кои што ги препорачувам. Прилику овој неделе у 8 часи у кинотици, иначе која е многу добра институција. Кинотеката која што е многу добра институција. И работи професионално, да се искористи приликата да се гледа тој филм. Кодот, тајниот код, Моравската мисија, тоа е еден од филмовите кои што словаците сакаат да го истакнат. Зашто се работи во овој филм?
Работи се о томе како е дошло до овог како е дојдено до овој документ, до оваа книга, ова поезија. Многото интересантни ствари. Има многу интересни нешта. Ово е издање, друго проширено издање кое е второ проширено издание на словачки јазик, старословенски и македонски јазик. Значи, ту нас тоа многу повезува. Тука многу нешто не поврзуваат. Тој филм е снимен 21-та, односно 22-та година. Нов филм, документарен, драма. Еден дел е био снимен овде у Македонија, што е многу Македонија, многу интересно. Да го донесем овде у Скопје, у Охрид. План во Охрид да го донесем овој филм да се емитува. Могу да виде ово нешто што нас повезува из тие стари времена, поврзува тие стари времена. Показува историју и кој што покажува историјата на измеѓу двата народа. Наших држава. Великоморавска мисија. Тоа е Великоморавската мисија. Се надеваме дека ќе успеете да го изведете во Охрид она што сте го замислиле, она што го очекувате. Познат сте меѓу оние кои што ве познаваат како човек за кого нема препреки. Вие сте еден од ретките кои што се решава на сериозни предизвици низ нашата планинска земја да се движи со велосипед. Имаме мапа која што вработените кај вас во амбасадата беа љубезни да ја сликаат и да ни ја испратат за да можеме да ја покажеме. Еве го и велосипедот е тука. Со овој велосипед практично господинот Хенрик Маркуш патува низ Македонија. Што ве натера да се движите со... Инаку, почитувани гледачи, овие црвени патеки, тоа е практично траекторијата по која што се движи или се движел изминативе години амбасадорот на Словачка во Македонија. Може да забележите дека нема делче од Македонија каде што не сте биле. Што е она што ве тера да се движите, што ве натера да се движите со велосипед низ Македонија? Бициклизам има само предности. Велосипедизмот има само предности. Имам пријатели низ цела Македонија. Што ме највише натерало е највеќе ме натера убавините на оваа земја. Свугде каде идем има секаде каде што идам има нешто да се види интересно и уникатно. Мислам да идем на малу туру. Понекогаш мислам дека одам на мала тура и нема што да се види, но носам многу фотографии со кои сознавам кратки видеа. И така се обидувам и во Словачка и на другите да им ја испропагирам вашата земја и убавините. Има многу голем туристички потенцијал, особено за луѓе како мене. Значи, едно погледа, можем да кажем, никој не знае боле Македонија, територију Македонија од мене. Никој не знае подобро територијата од Македонија од мене, можем да кажам, бидејќи го гледам тоа од велосипедски аспект. Да, велосипедистите одат таму каде што другите луѓе не ни се онуваат дека може да отидат или едноставно тие патишта им се така вон доменот на многумина од нас. Жално е што и локалното население не го следи овој тренд. Дали ова тренд, особено меѓу луѓето од вашата фела, меѓу луѓето кои што се занимаваат, да кажеме, со високо интензивни општествени дејности, кои што едноставно бараат од нив да одморат, да ја оладат главата? Да одморат на еден активен начин, али тај да одмориме на активен начин. Но тој тренд во Македонија е позитивен. Има многу клубови. Специфичност и големи специфичности во Македонија. Секој град има по некој клуб. Луѓе се труде да направат некои тури. Понекогаш им се придружувам. Тука е интересно дека понекогаш тие ми го покажуваат регионот, затоа што се домаќини, а понекогаш треба и јас, затоа што веќе сум бил таму. Предели кои никој не зна. И во предели во кои што никој не ги знае. Физичко преживување затоа што некад су екстремно. Понекогаш е прашање на физичко преживување на екстремните тури. На секогаш имаме позитивни искуства. Завршетак задни суботе, не ове, али прije 16. марта. Пред 16. март. Добро да сме имали тешку туру и после сме тешка тура и потоа ишли на карневал у Струмицу. Отидовме на карневал во Струмица, кој што е апсолутен светски феномен. Во Словачка нема ништо така слично. И тоа искуство е прекрасно. И видео од овие фотографии. Бевте на Струмичкиот карневал, велите дека е уникатно искуство. Мислите на светски рамки или на регионот?
mojeg pogleda na svetske ramki, zato što ne znam da li možda u Rio de Janeiro ima nešto slično, ali i по-големо, но тој интензитет и таа убавина, to je nešto neverovatno. Mislim, mnogo ljudi koji nisu bili tamo, mnogo луѓе кои што не биле таму, може да зажалат што не. Еве покана наредната година да направите можеби екзибиција мала со дипломатскиот кор во Македонија да ја посетите Струмица. Кои други делови, точки од Македонија ви оставаат позитивен впечаток кој што може да ги издвоите и да кажете дека ви се најпозитивно искуство? Svugdje gdje dođem, domaći mi kažu ovo je najubaviji deo Kada i dojdam, domaćiните велат тоа е најубавиот дел од Македонија. За мене секој дел е најубав. Не би сакал да издвојам ништо. Да кажем, што е ту многу интересантно. Што е тука многу интересно. Амбасадорот на Европската унија ми кажа дека кога ги заврши мандатот, треба да направам за амбасадорите на Европската унија една презентација како 10 најдобри точки низ Македонија. Тоа е голем проблем да се одберат 10 најдобри искуства од Македонија. Тоа е екстремно тешко. Recimo, iduće u tej tendenciji moje propagacije Severne Makedonije, dolazi mi moj brat koji je dobar biciklista, dolazi njegov velosipedist, неговиот пријател, неговата фамилија и ќе има тура во Охрид низ Галичица, преку планината Галичица. Погледите на езерата се своједен феномен. За туристи. За мене е све друго повеќе или помалку е за туристи, за мене се друго е исто. Добро, ви благодариме што издвојувате време да кажете колку е практично убава Македонија, да го кажете она што треба да го согледаат сите. Мандатот велите ќе ви заврши. Кој знае, можеби ќе останете во Македонија? Мандатот ми заврши кога извозим целу територија Македонија. Мандатот ќе ми заврши кога ќе извозам целата територија. Вие решавате или? Не решавам ја, не решавам јасно. Така изгледа како судбина, дека сме поврзани. Добро, за крај една порака кон македонскиот и кон словачкиот народ, бидејќи од оваа емисија, од овој разговор ќе извадим исечок, ќе биде поставен и на YouTube платформата, така што ќе може да се слушне и да се види во вашата земја. Една порака за двата народа, за правецот во кој што се движат и за меѓусебната соработка и воопшто за состојбата во овие, пак ќе кажеме, од една страна тешки времиња. Тако е, ја мислам да пораката е да граѓани на Македонија се многу храбри и пораката да не се предават. Имаат потешкоти во интеграциите во Европската унија. Успеа Македонија да влезе во НАТО. И сега сме искрени пријатели кои ќе се трудиме максимално да помогнеме на Македонија. Да стане членка на Европската унија што побрзо. Има многу работа, има многу проекти. Националната конвенција од Европската унија е главниот проект кој што е многу успешен. Можеле долго да зборуваме. Идејата е да се поврзат сите делови од општеството на една платформа и да решаваат проблеми, препораки за интеграција. Значи, не предајте се, не се предавајте, борете се. Како сте се борили у целој историја. Како и на целата историја. Во овом региону. Тешка во овој регион. Можете на словачки да се обратите, се разбира, до вашите граѓани со граѓани. Ďakujem vám pekne, že som mal túto príležitosť sa takto s vami stretnúť a dúfam, že ešte budú takéto príležitosti. Povedzme, že chcel by som mať aj také väčšie interview o bicyklizme, pretože to je veľká téma, ktorá je moja obľúbená a ktorá, ako som povedal, bicyklizmus prináša iba pozitívne veci. Napríklad, čo ste povedali vy, že pre mňa je sobota, keď idem na bicykel, spôsob, ako preživím. Neký način fyzičko preživljanja da se opustim od stresa i kažem, imam jedna od velikih prednosti, znajem, nije samo teritoriju, ali znajem... Големи предности, не само што ја запознам територијата, туку и луѓето изворно. Ви благодариме, Хенрик Маркуш беше тоа амбасадорот на Словачка во Македонија. Го посакуваме уште долги години дипломатија, па ете на крајот заедно да сублимираме, да направиме една екзибиција, кажав и претходно и сега ќе кажам, една збирна посета на Македонија или организација на некаква тура низ Македонија со дипломатскиот кор. Ви благодарим. Желим све најболе.